Расположени, весели, насмеани, такви се нашите гости. Заедно со Цеце водиме емисијата се до 11 часот, а во овој втор дел на емисијата водиме со еден интересен дел. Нашите гости ќе влечат прашања. Професорот е најблиску до мене, исплашан од нашите прашања. Ако вие на студентите сте им поставувале, сега ние ќе ги смениме улогите. Сега да видите што е стрес. Да, повелете да извлечат. Коки, може и вие понатака, па ќе му подадете. Нема избор за Благоја. Благоја, да. По едно прашање, добро. По едно. Што остана за мене? Така. Значи, не прашуваме кој ќе биде прв, сами вие ќе се јавите. Некои прашања се за да малку подразмислите. Како беше имали доброволец? Да. Ова е сосема Може, ајде. сосема пригодно, пристојно прашање, особено во врска со прашањето што ми го поставивте и претходно. Што најчесто ви го одзема времето кога користите социјални мрежи? Така че немам социјални мрежи. Имам социјални мрежи, не сите, нормално, имам неколку социјални мрежи. Ако одиме од професионален аспект, многу често тоа не можеме да го прескокнеме. Нормално е она што постојано го зборувам, јазичниот израз, така. И често се грешките кои што се среќаваат не само по социјалните мрежи, туку и по рекламите и слично. Јас дури за забава на мојот Инстаграм профил имам една рубрика, да ја наречам, која што ја именував шеговито јазични победи. И каде што објавам такви некои смешни грешки. Не има ли нас таму? Леле, јас не ве следам ништо не. Досега не. Досега не, но ако сакате ќе се потрудам некаде. Не, ве молам, продолжете со тоа што си го шегувам. Но тоа се всушност мојата идеја беше преку на шеговит начин да се долови, да кажеме, да се укаже на нешто што е погрешно и оној кој што можеби и не знае како треба да види. Да. Така што ете, ако е тоа соодветен одговор, се надевам. Се надевам дека другите гости поразговорно ќе ни одговорат. Добро. 5 минути да ставаме. Морам разговорно, зашто такво ми е прашањето. Ајде, повелете, ве молам. Што би направиле ако утре се разбудите како суперхерој? Интересно прашање. Значи, Тоа не го знаевте. Мислам, че не го знаете. Цеца го напиша, затоа не го знаем. Значи, навистина многу работа за суперхерој има во светов денеска. Ево во Македонија конкретно. Македонија е Иако не сте само тука. дел од тоа глобално погрешно движење на светот во моментот. Едноставно би пробал да го сопрам ова безумие што е во моментално на глобално ниво и да одберам некоја нова насока во која би се завртел светов од денеска па натаму, вклучувајќи и Македонија. Зашто во тоа безумие да кажам дека ние сме мал дел, има многу пострашни работи во моментот како што се војните и војните во најава, така да со можеби непопуларна тема би се зафатил, но многу важна во моментот. Многу одговор, многу важна во да, моментот. ви благодарам. Коки, имавте доволно време да размислите? Нешто баш се замисливте? Не. Тешкото е кај вас. Кај мене, кој е најсмешното недоразбирање што ви се случило? Случаи има мал милион, но сега дали е тоа смешно недоразбирање или не знам како. Ајде, ние ќе се насмееме, вие кажете. Не, се уште кога одам полица викаат по мене, Дуле. Значи не, да, ја вртим на шала. Така, нормално, да. Или разговараме и вика, слушай Дуле, вака. И пак јас кјутам, нели, и си разговарам, пак Дуле, и некој ќе дојде, вика, Коки, леле, Дуле. Да. И викам, Се надам не ми се случи мене во емисијата, не се кај добро. А колку Дуле имаше смисла за хумор? Никој што Дуле се шегувале или кој бил посмешен помеѓу вас двајца? Да, мислам, имаше исклучителен хумор, например, кој излегуваа мобилните телефони, Дуле знае што прави. Ке седиме во друштво вечер излезени, ке го земе телефонот на, да речеме, на тој што седи до него и ке му ги смени имињата. И таа вечер е бурна вечер и се јавува утре еден пријател, еден другар и се јавува. И сега ние се смееме сите и чекаме утре реакција. И мискол са бајле го барал Бранко Црвенковски. Значи сериозна промена на имињата. Значи такви некои фори прави. И да се разбереме кој што направил, ако веќе се навраќаме на тоа. Веќе сте се отредили. И такви некои детски работи или на пример одиме на треба да патуваме некаде
Сега имаш буџет за нафта, да речеме, кошта 1000 денари тој. И треба да ставиш 2000 или 1000 денари, не е битно. И само ќе помине на тој што става нафта и само ќе му рече пуни. И ќе си замине. И тој пуни. А дуга не возеше, ретко возеше. И јас гледам, што правиш, отишло тоа 1 милион евра у резерварот, викам, па ми рече, вика, пуни, знаеш, како, викам, добра, ќе ти платиме, викам, на враќање. Со лична карта. И си има случувано на пат на Битола, сега не сме имали у моментот ние, немавме ни картици, ни такви работи. Немаш пари у момент. На враќање ќе земеш пари од Битола и на Црна река ќе му дадеш, на трета смена ќе му дадеш, зашто ти го нападнал резерварот. И такви глупости правиме. Тоа ни беше интересно, кај да знам. Али многу дешавања и многу такви работи, мислам дека еве, да се навратиме тоа прилика. Убаво да се сеќаваме, да, секогаш. Инаку ќе продолжиме со фотографите, но пред да ги погледнеме вашите фотографии, ни ве прашав за вашиот став и мислење за македонската сцена, она што се случува бидејќи долги години сте на сцената и многу се променети работите. А го кажа својот став за Крста Мисирков. Да, не заборавиме. Го кажа за време на рекламите. Не слушна. Ако ни остане време. Некојаш сакам да сум изолиран случај по ова прашање и моето мислење да е вакво, некојаш сум тотално изреволтиран од многу. Поделено ви е мислењето сепак. Да. И не сум некој екстремен тип да еве на пример кај мене многу ретко нешто да пишам, да нешто треба сум многу испровоциран, изреволтиран за да нешто напишам. Некој си ја гледам мојата работа. Можеби така сум воспитан или таков ми е карактерот или не знам. Можеме да збориме дека имам и се случувале многу добри работи на таа естрада, може да кажеме, ама мислам дека се уште она како викат share space. Превлада. Што не имам share space, не реков 6-40, не ме слушнавте. 60-50. Share space. Превладува. Мислам дека се уште превладува една дезорганизација, една заостанатост позади некого. Од друга страна ќе речеме дека се некој друг ни е крив. А тоа секогаш така. Па после ќе го убациме системот ни е крив. Но меѓутоа вчера имавме една обука од школа за екологија. Жената кажа, ова те брани некој да го фрлиш ти на земја и да го ставиш овде во ѓубре. Така. Поединечно ако трнеме секој само од себе. Тато утро го зборувавме со гледачите, имавме таква тема. Со таа чистотата во Скопје. Вистински да проработи таа една совест кај нас и свест и совест и Но на крајот од денот се тргнува дома и од дома. Ја мислам, не знам, нели име више, не знам како да кажам, новој народ или на луѓе што стварно тука сме родници, ја сакаме државата. Сум имал шанси да брат ми е во Германија, да одам во Швајцарија, имам другари што живеат во Лондон, во Италија имам многу, не сум си имал шанси да прошетам и да се иселам од тука, нели? Но меѓутоа, дел од патриотството, од патриотизмот е да останеш и овде. Тоа е голем, пробаме нешто да промениме. И голем предизвик. Например, јас имам таа шанса преку овие ваши емисии, телевизии, песни, дружење, преку децава што ги учам, преку се ова што го зборам цело време, имам шанса, нели? Да. Колку јас ќе искористам таа шанса? Да. Порано многу не ме интересирало, некако сум имал своји проблеми лични и така натаму, но меѓутоа гласот во мене почнува веќе да рика, да речеме. И прво на мене ми е тешко. Стварно тешко ми е. Само не се осеќам добро. Мислам, какви се глупости се случуваат во оваа наша земја, значи тоа ми се иде да земам да се обесам. Стварно, зошто е сето тоа така? Си ја сакам државата, си сакам луѓето, пријатели и така натаму. Ја знам на прсти цела Македонија. Секоја дупка, секој асфалт, секоја овакво, се сме изорале и се уште овакво. И чудно ми е како овој народ не земе еднаш, не си ги преземе работите во своји раце. Без разлика дали сум политичар, професор, уметник, било што. Преземете си ја работа. Кажаме, јас сум крив. Мислам срамота. Зашто сакаме да збориме? За актуелност, нешто од вчера, од не знам, од депонии, од пожари, од не знам, од убиства, од газење, тепање, од мафија, од не знам што више треба да направиме, што да слушнеме. Не знам што да кажам ја на ќерка ми.
Што да ја кажам на ќерка ми како да се однесе во школа. Еве, дајте ми совет, еве, вие сте сите на некој начин интелектуалци, еве, јас ќе си заминам од емисијата и ќе ме праша ќерка ми, бев на телевизија, тати, ајде, кажете, што порака да ја кажам на Да, ќерка? вие учите на едни вредности, а оно Кажете ми што да ја случува е пренесам на навистина ќерка ми. Јас тотално се вратив против. во Скопје и ми кажа професорот или мислам, не лично, не ме Се сваќате. разбира, да, се разбира. Разбираме, да, И точно. И така, мене ме мачат тие работи. Да. Колку сум придонел или колку не сум, пред еден ден сите ќе мораме тефтерот да си го отвориме. Многу го ова што и од новиот завет сте се заинтересирале да сето тоа. Јас доста знам некои информации, и сум читал и се уште читам. Ама добро што сте го метнале како ова па колку фали. Да не почнеме да збориме за идентитетот, за верата и за... Преска не прашувавте колку време има, сега веќе не прашувате. А времето на вистина И ни е сечете, многу кратко. Имате многу... Да, поздравете ќе се. преснимаме, нема И, проблем. Да, ќе дојдеме утре, ако се успиеме. Не, добро, се сигурно, ако не. вистина е долга и широка Да, темата и и верувам да. дека имате многу што да Јас се кажете и сте извинувам што, загрижен ама ја родител, ме прашавте, апсолутно. нели? Апсолутно. И сега јас почнам да зборам. Не, се И се сигурно. извинувам ако нешто Не, некого сесија, свати верите, некој многу ми е лично. драго што јавно го кажавте во, бидејќи јавноста очекува од вас уметниците особено да покренете некои навистина сериозни теми, а не само да зборуваме за промоција на песни кои што секако ние ќе ја промовираме и ќе ја пуштиме во здрава Македонија. Ако јас лично- но малку и вашиот да. став да се слуша. Ако јас лично како се чувствувам, да, исполнет сум со некој мој да не работи, среќен, не знам, ама еве имам радост во себе и душата ми е на некој начин тоа што го имам замислено исполнета ми е, но меѓутоа овие другите работи што прават вреди сето несреќени тоа? ве загрижуваат. Што вреди сето тоа ако јас секој ден гледам на телевизија што ми се случува на луѓето, а не секогаш викам, на мене тоа нема да ми се случи. Тоа е една од најголемите замки. Кој тоа и како, значи, многу работи се јасни, некои работи не се јасни. Да, имаме многу да дискутираме. Да ги погледнеме вашите фотографии, веќе се подготвени, да видиме што подготвивме. Нешто ние уфрливме малку како изненадување, сами ќе процените. Повелете. Ова сме јас дури и двојца другари на некое патување. Порано многу се такви беа времењата и тоа е една фотографија која што беше до тоа време многу интересно. Влегуваш во дуќан, се пресоблекуваш, те облекуваат, мислам ти како сакаш и успомен да, значи прв пат таква гардероба нема кај ќе најдеш и тоа е така, мисија имам таа и решив да ви ја пуштам на интересни деца некои во некоја војска како женски. Баш интересно. Не знам кај е тоа негде, Австрија или Франција кај е. А ова е екран, преска што спомнав. Екранот, да. Ова е таму 95-та, 6-та или 6-та, 7-та, така. На Фейсбук има Или една да. група Ризница, па тука ги ставаат. Сум Да, јас приметила ова дека- постирав јас ова. Ја видов миза негде и си ја ставив и гледам коментарите беа. И сега знам точно на кој другар е колата, джипот. И му пуштам, он ми се јао, јао, коце, јао, коки. Не, сега сите ние возрастни, сериозни луѓе, знаеш. Леле, како ми врати ова, како ми врати спомени. Ова е една фотографија, така, Весела. околу как се собраа луѓе на некоја свечена се тоа, на некоја свирка, кај што дел атмосферата ми се засвиѓа таа слика и ја ставив така околу како луѓето се собрале, како уживаат на... Така е. Мислам Дел од дека доста вашата работа, секако. искрена фотографија. Ова е некој На настап. настап, да. Ова е, да. Не можам да се сетам ова некоја сцена бина. Добро. Кај сме појмена. Сам. А ова е од концертот. Ова е концертот го направи после 10 години од кога почина Дуле во Штип, во Дом на млади. Тоа е едно добро, култно, убаво место, као амфитеатар со статичен стејдж, што е бина сцена која што кој нема поминато таму задниве 40-50 години. И јас решив таму да го направам тоа. Концертот беше супер. Сам се организирав сам, викам да видам колку ми држи сето тоа да истерам работата. Сам си испеав, сам си отсвирев, бенд имав со мене. И беше добро. И беше добро. Верувам било одлично, добро е тројка. Да. Овие сте, вие сте од Facebook сте вако. Ние нешто малце богати. Плюс, не само тоа што е. Ова е јавен час, ова се деца кои што ги учиме ние. Пресладка ми фотографија, да видите. Што ова е јавен час, не знам, Лани тоа никога беше. Што Значи имаме идни виолинисти.
Да Па не се има грижиме. деца, има доста талентирани, Браво. само нели. Мора да ги научиме да ги воспитаме да работат, Да, тоа е и да ги целата мотивираме да не се откажат. Да. Ова е на ова мислам дека на Хрватска, Јадранско море сме били негде на одмор сме биле, какви сме слаби. Слаби, да. Ќе искоментирав јасно. Овде минус, не знам колку, сигурно 15-20 минус. Од прилика. Ова имам дома на Дзиција, там е. Ова е Макфест, буквално. Ова сме... Виолина и гитара. Да, виолината е 96-та. Виолина и тоа е фотографија баш од настапот. Да. Убав спомен. Па, И замислите... имате, верувам, и оваа фотографија дома. Да. Замислите да е нема Урамен. оваа фотографија. Па не можам да замислам. Јас, мислам, многу сум среќен што Да. останаа некои Убави спомени. баш ова од настапот. Ова е Душко. Имавме некои, нели, фотосесии, ќе закаже, Да. па те сликаат, па за овој албум, Доста за е друг позната албум. оваа фотографија, да. Да. Добро. Не знам што има друго. Да, ова е. Ќе биде интересно, до година 30 години виолина и гитара, а ако собереме сили, ако собереме доволно луѓе што ќе бидат заинтересирани преку тој маркетинг што ќе го пуштиме, ќе биде интересно ако направиме некои концерти. Ќе направите, ние сме тука да ве поддржиме и да помогнеме. Ама овој пат ќе има гости. Значи нема да го Ако? сам Супер. е преголема тежина ми е тоа за да го поднесам сам, ќе има доста гости, колеги. Ова сме во средна школа. Ова се Много моментите интересно. кога пред да отидеме во Скопје, пред да сватиме дека музиката може и по друг начин со гитарата и со виолината да е свириме и песните да ги свртиме пред да отидеме да студираме, пред да почнеме во Скопје. Вакви бевме индијанци. Рокери. Па да, бевме, да. Сосема друг стил, имидж, Да. да. Ама после кога свативме дека таму, знаеш, финансиски не можеме многу и Сека. свртевме на македонска, на ю музика, па и народни македонски, знам дека убацивме на почеток. Напред многу беше интересно ако ние свириме и никој тоа не го правеше. Ние ќе отсвиревме Јованке насред настап, насред свирка. И луѓето како се Јованке. И беше многу чудно и интересно. И по тие некои работи што Ве запамтиле. да. И тоа водеше напред и такви милион ситуации. Така. Благодариме многу за фотографиите, да малку се навративме на едно друго време. да. Осам со муабет и со фотографии. Се разбира, одиме сега со фотографиите на професорот Борча, малку се попрофесионални бидејќи не можеме да постигнеме да зборуваме што се сте направиле и каде се бевте, но затоа тоа ќе го сториме и во продолжение. Поведете. Така, ова е фотографија од една научна трибина од Асоциацијата, Сдруженијето на преведувачи и толкувачи во Скопје. Имаше точно тема, разговаравме за странцизмите и англизмите во македонскиот јазик, па јас бев еден од говорниците. Доста плодна дискусија. Да. Добро, одиме со следната. Ова е последната конференција што се Најновата, случуваше... не последната, немојте така. Да. Најновата што се случуваше сега неодамна до 12 септември беше во Охрид. Ова е 12-та македонско-северноамериканска конференција за македонистика, што заедно со колегите, професорите од Северна Америка, тука пред се зборувам за Соединетите американски држави и Канада, на 3 години ми се чини се организира. Една конференција е во Македонија, најчесто е тоа или мислам речиси ексклузивно секогаш е во Охрид, а во Северна Америка често се менува. Местото следната би требало да биде некаде во Канада. Ова е претходно во еден од објектите на Сорбона во Париз. Ова е 17-тиот светски славистички конгрес кој што се случуваше во август, на крајот на август годинава, па јас бев учесник таму и ова е само пред влезот со ова е веќе фотографија од она што го видовме и зборувавме. Тоа е мојата најнова книга, нови согледби за стари текстови, која што всушност и промоција, да, се уште немало официјална промоција, ова се случи во мај, меѓутоа со оглед на сите обврски не сме стигнале да ја направиме она официјално, но веќе на неколку медиуми беше така што може да кажеме дека е солидно промовирана книгата. Така.
Ова е еден настан што не успеав да го споменам кога ги кажавме младите во Институтот за македонски јазик. Ова се мои колеги. Тоа е професор Људмил Спасов. Професорот Људмил Спасов. Мене ми беше професор. Ето така. Тој ми е ментор мене и директорката на Институтот е до него, Елена Јованова Груевска и колешката Лидија Тантуровска. Так. Ако гледам добро, од мојата лева страна е колешката Антоанета Тримчевич, таа исто така беше вклучена во тој проект. А овие млади ликови кои што ги гледате се всушност ученици од средното училиште Јахја Кемал од Гостивар. И браво. тие толку умешно и фантастично направија еден документарен филм посветен на развојот на македонскиот јазик. Азбуки Веди се вика филмот и ова беше точно премиерата што се случуваше таму. Тоа е нивна иницијатива, ние бевме восхитени всушност од она што тие сакаа да го направат. Ова е една од годините во ми се чини 2022 или трета во Аризона, на Државниот универзитет во Аризона, каде што сум вклучен на летните програми за странски јазици. Тоа е еден центар, името е Центар за критични јазици, Critical Languages Institute, каде што всушност еден од јазиците што се изучува е македонскиот. Јас таму всушност предава македонски како странски јазик и ова е еден условно кажано ревијален дел каде што тие покажуваат што научиле и што направиле. На првата фотографија беше презентација во конкретниот случај беше за Илинденското востание, а ова е друга година на истото место, точно така. Навистина? Точно на македонско девојче и ова се главно студенти од Америка, од Соединетите американски држави, каде што учат да играат и македонско оро. Ете така, браво. Не е само јазикот, така. Ова ми е драга фотографија, затоа што е признание, јас сум прв добитник на ова признание успешни млади од тогашниот председател на Македонија Стево Пендаровски. И ми беше особено драго што сум прв, а од оваа перспектива ми е многу жал што се укина ова признание по 4-5 години. Зошто? Веќе не се доделува. Не знам, тоа се веќе политички одлуки, се смени председателот веројатно, не знам која е мотивацијата, но е навистина многу убава награда и многу силен поттик за младите истражувачи. Така. Добра. Во време на пандемија беше како што може да се забележи. Да. Ова исто така еден по неформален дел, но е во Институтот за македонски јазик. Тука паричка да не сте вртеле нешто. Точно така, гледате како знаете. И ова не е подготвено, не е раскажано. Не е уште фотографиите тоа е традиција која што во Институтот имаат со години и години за Василица. Да, ако и треба. А ова се дел од помладите колеги кои што се вработени од пред 2-3 години во институтот. Ова пак е во Конгресниот центар во Охрид. Тука сум лектор по македонски јазик како странски во рамки на летната школа. Ми се чини е мојата прва година кога се вклучив на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во 2017 година со солидна група. Браво. А ова е во амбасадата, македонската амбасада во Париз. Бидејќи таму работев 3 години како лектор по македонски јазик и предавав македонски како странски и организиравме со тогашниот вршител на должноста амбасадор Габриел Атанасов една македонска вечер во амбасадата со сите студенти кои што го изучуваат таму македонскиот јазик. Имаше и музика и навистина беше поетско читање и така натаму. Ова е од доделувањето на мојата диплома за докторирање. Од мојата десна страна е тогашната деканка на филолошкиот факултет професор доктор Анета Дучевска, а од мојата лева страна, како и секогаш, една од најголемите мои поддржувачи, сегашната директорка на Институтот за македонски јазик, професор доктор Елена Јованова Груевска. Ова е последната фотографија од вас, ви благодарам. Во интерес на времето, веднаш одиме со фотографиите на гостинот Благоја. Не ни заспавте, се надевам. Добро. Ајде, повелете. Ова ми е една многу драга фотографија, да кажам. Многу од скоро, од септември месец, на најголемиот настан за олтајмери во Германија, можеби во Европа, конкур де елеганс, во Швенцинген, во барокниот дворец Швенцинген. Тука е мојот син со возилото, реставрирано од 1947 година. Браво. Беше најмлад учесник и во категоријата микрокарс, значи на миниатурни возила. Ова е вистинско возило со мотор, со све. Ја освои првата награда и прв подиум, да кажеме. Кога ќе ни гостува?
кога ќе биде без обврски на училиште. Може. Верувам зборува македонски. Перфектно. Браво. На истиот Да. настан веќе со самата Да го видиме награда. пубаво. Да. Добро. Одиме со следната. Ова е интересна фотографија што ќе доживее во сабота ремейк, англицизам. Легендарното рели Акрополис и Монте Карло, што се светски релија со повеќе од 100-годишна традиција, ја имале секогаш Скопје како точка контролна во својата траса. Ова е во делот пред плоштадот Македонија, улицата на кај што е Тренд кафичот, значи позади е плоштад Македонија. И ова е едно возило Porsche 356 што го имаме истото возило. Значи буквално сите елементи ќе ги имаме, само нема да пишува рели Акрополис контрол, ќе пишува Бакус Класик контрол. Ова е истото, значи истата улица, исто во Скопје, но 1954 година, легендарното Монте Карло. Браво за фотографиите, навистина. Ова сме на исто така настан, значи ова е во Баден-Баден во Германија, настан што се случи во јуни месец оваа година. Таму со моето возило, тоа е надпреварувачки Fiat Abarth 1000 TCR. Го освоивме првото место во една интересна категорија, значи на овој настан има стручно жири и има жири составено од деца. Значи децата сами ги гледаат колите и децата од сите тие 200 прекрасни возила од милиони евра одлучија дека според нив најубавото возило е токму ова. Браво. Значи искрена награда, може да кажам. Ова сме во Штутгарт на најголемиот сајам за олтајмери, ретро класика се вика, се одржа во февруари. Тука сме како дел од промоцијата на нашето рели, значи како може да забележите македонските вина се тука. Да. Јас, Игор, мојот колега со кој го правиме заедно настанот, значи ова е дел од таа подготовка на настанот. Тука сме повторно на Швенцинген. Најмногу фотографии. Да, зашто навистина е голем успех. Ова е еден многу мој мил настан, значи Distinguished Gentleman Ride, тоа е глобален настан, најголемиот хуманитарен моторџиски настан во свет, кој започнав заедно со Игор, со кој го правиме релито, да го организирам во Скопје 2016 година. 5 години организиравме во Скопје, ја од кога се пресели во Германија, ја продолжив и ова е од минатата, од оваа година, се извинувам, групата со која го возевме во мојот град настанот. Ова е возилото што освои Гран При, значи главната награда на истиот тој Швенцинген, кај што освоивме награда. Ова е едно возило, од едно во свет, непроценлива вредност, нема цена. Ова ми исто и така убава фотографија, ова е Jaguar E-Type, еден од најубавите спортски автомобили во свет. Тоа е единствен автомобил во музеот МоМА во Њујорк за современа уметност, каде што стои автомобил изложен. Има добиено титула уметничко дело. Браво. И ова е автомобил кој што јас лично го имам реставрирано, така да тоа ми е да кажам поголемата љубов кон него. А ова сум со исто така мое возило со скопски таблици на Швенцинген Конкур де Елегансот минатата година кога имавме промоција на релито септември 2024. Тогаш беше ревијално, значи без награда учествува. Да, добро, ви благодариме многу и вам за фотографиите, посакуваме навистина успешен настан и драго ми е што го промовираме во Здраво Македонија, се надам дека ќе ги надмина вашите очекувања. Ви благодарам и вас, навистина голема подршка имам. Топло благодарам за сите вас што ни дојдовте, се надам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете да промовираме сето на кое што си го работите. Така. И ќе ги поканиме повторно, затоа што остана уште многу прашања, како за македонскиот јазик, за музиката, Макфест, олтајмерите, но во интерес на времето, ни помина брзо времето, Цеца. Да, навистина. 10:29 часот ќе мора да се одјавиме. Уште еднаш ќе ве поздравиме, ќе ги поздравиме и нашите гледачи кои што не следаа од самиот почеток. Јас ќе ве поздравам. Се гледаме повторно утре со Цеца, заедно сме повторно Цеца од 6:45 се до 11 часот.